Секако дека од Стерато не се очекува да се користи како сериозен теренец, туку само како крстосувач низ неасфалтираните и лоши патишта. Ако судиме според описот на производителот и името што му е дадено, тој е идеален модел за раскопаните скопски сообраќајници и македонската патна инфраструктура. Кога веќе го споменавме името, тоа во превод од италијански значи макадам. Употребен е познатиот рецепт, односно Стерато е издигнат од тлото за 44 мм повеќе во однос на Хуракан Ево и е проширен. Како суплемент на ова додаден е рели модусот на возење, а направени се нови калибрирања за страда и спорт модусите. Појавувањето на овој модел не треба да изненадува, бидејќи тоа го бараа купувачите. И тие не се збунуваат пред фактот дека Ламборгини во своето портфолио нема ниту еден модел кој настапил на трка вон асфалтот, а уште помалку во тешки услови за возење на терен. Сепак овој потег на стратезите од Сант'Агата ди Болонјезе треба да се гледа низ поинаква призма. Исто како германскиот братучет Порше, кој веќе го направи тоа, и Ламборгини се подготвува да излезе на берзата, а валидизацијата на акциите во големата мерка ќе зависи од бројот на модели што ги произведува. Предвидено е да се произведуваат мали количини и специјални едиции, со што може да се постигнат високи цени и профити, што се круцијални фактори за компаниите што излегуваат на берза. Сепак да се навратиме на основните автомобилски вредности. Испод хаубата Хуракан Стерато има 610 коњи кои ги генерира V10 моторот, што го забрзува од мирување до стотка за 3,4 секунди, а максималната брзина му е електронски ограничена на 257 км на час. Производството на Стерато, кој патем речено ќе биде во ограничена квота, ќе започне во февруари престојната година и ќе заврши кога ќе се испорача последниот во предвидената низа од 1499 примероци.